Вкупно 3,5 милиони денари планира локалната самоуправа на Кочани да се потрошат во текот на наредната година за организирање и поддршка на манифестации од областа на културата на локално ниво. Оваа сума е за над 650.000 денари повисока од онаа што се предвидуваше за годината што изминува. При тоа 80% од парите треба да се обезбедат од општинскиот буџет, а остатокот се донации од бизнис секторот и од Министерството за култура и за земјоделство. За нивната распределба веќе е усвоена годишната програма во која е образложена намената. Сепак, на седницата на Советот, на која се разгледуваше програмата, имаше дилеми зошто не се обрне поголемо внимание на манифестации што се од чисто домашно производство, а како пример беше споменат фестивалот на детска песна Музички бранови. Ако не друго, може општината да помогне од овие 750.000 денари средства за издавачка дејност, барем да откупи дел од видеоматеријалот кој што се снима од самиот фестивал, како што го прави тоа за новогодишниот концерт на нашето музичко училиште, па потоа да се поделат истите во основните училишта, па на нивните приредби наместо песнички од минатото и од други фестивали, може да се пеат песни, детски песни од нашиот фестивал. Ако ги пеат во други држави, зошто да не ги пееме ние, кое тоа Made in Кочани, нели, наше производство. Луѓето го немаат, па го измислуваат, а ние го имаме, а не му обрќаме доволно внимание. Одговор на прашањето од советникот Стефановски стигна од одделението за јавни дејности на општината. Сумата не е дефинирана затоа што не е дефинирана за ниеден друг настан кој што општината го поддржува и се јавува не како организатор, туку како поддржувач. Значи, не се оградуваме од тоа дека и понатаму ќе го поддржуваме и фестивалот и сите овие настани кои што, односно здруженија, институции, граѓани кои што се наведени во програмата. Освен ова и други ставки во програмата за култура за 2017 им оставиле дилеми на советниците. Тука е поместено пак дека ќе се печати нешто во врска со Оризот, а знаејќи дека монографијата излезе минатата година, би прашала на што конкретно се мисли тука. Наведени се научен труд за Оризот. Ние не знаеме дали ќе печатиме научен труд за Оризот, меѓутоа сметаме дека такво дело би било корисно да биде печатено и општината би поддржала доколку се јави истражувач кој што ќе работи на тоа поле. За манифестациите од областа на културата за кои што општината се јавува како организатор, во текот на 2017 година ќе се потрошат 2 милиони денари. Од нив, од општинскиот буџет, ќе се издвојат 1.300.000 денари, додека остатокот се очекува да се обезбедат од донации. Најголем дел од парите ќе бидат потрошени за организирање на манифестацијата Денови на Оризот, потоа за меѓународната ликовна колонија Свети Пантелеимон, за одбележување на празникот Петровден, за новогодишниот концерт на музичкото училиште, а остатокот за други помали настани.